е дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во централниот дневник на Сител ќе гледате: десетина вработени во УЈП Штип и Струмица уапсени за трагедијата во Кочани за злоупотреба на службена положба и овластувања, како и примање и давање мито. Меѓу приведените и влијателни ликови. Актуелниот генерален секретар на антикорупцијска комисија добил највисока оценка од 96,5 бода за председател на комисијата, дознава Сител. Зад него се поранешниот ревизор Смилевски и професорот по право Чавдар. Нови министри и директори следната недела. Премиерот не гледа потреба од нов коалиционен партнер во владата по уцените од села. Неофицијално, Вреди одлучи Сали да биде вице-премиер, а Хоџа министер за животна средина. Фетај од вице-премиер ќе стане министер за европски прашања. Анонимни телефонски линии преку МВР за пријавување корупција и девијантно однесување во здравството, најави премиерот Мицкоски по индициите за корумпирани здравствени работници. Наместо електронски уред, дел од студентите избираат кеш пари за ваучерите од владата. И постдипломци аплицирале и добиле ваучери, иако не им следуваат. Трамп и Путин имаат нов план за крај на војната во Украина, според кој Киев останува без голема територија и преполовена армија. Кој ќе биде македонски судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбуриот, што зависи, но и за односите со Бугарија генерално, во тема на денот со Тони Менкиновски, еден од кандидатите за судија во Страсбур. 8 лица од УЈП Штип и Струмица се уапсени за случајот со трагедијата во Кочани, а за вкупно 11 лица е поведена постапка за кривичните дела злоупотреба на службена положба и овластување, како и примање и давање мито. За двајца даночни контролори од службата за даночна контрола при регионалниот даночен инспекторат во регионална дирекција Штип се бара мерка притвор, а за други 6 мерка предпазливост. Меѓу уапсените има и лица за кои се шпекулираше веќе во јавноста дека се во директна врска со сопственикот на Пулс. Се проширува истрагата за работењето на дискотеката Пулс. Во соработка со Кочанското обвинителство и полицијата, денеска и во текот на вчерашниот ден се уапсени десетина лица. Најголем дел од нив се инспектори на УЈП од Штип и Струмица. Според државниот обвинител Коцевски, за лицата постоел сомнеж дека земале мито, оддавале службена тајна и ја злоупотребиле положбата како даночни инспектори. Денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу 10 лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во управата за јавни приходи, а за кривични дела, тоа прва ќе видиме, меѓутоа првичните сознанија се за кривични дела злоупотреба службена положба, овластување и примање и давање мито. Според обвинителството постоел сомнеж дека инспекторите на УЈП директно комуницирале со сопственикот на Пулс Дејан Јованов и го информирале дали и кога дискотеката ќе биде контролирана. Таквата комуникација се одвивала преку апликацијата Вибер, беше објавена и во медиумите, а покажа дека даночните инспектори добивале и подароци. Меѓу лицата кои се уапсени е и Драганчо Паунов, кој е брат на ВД-председателката на Скопскиот кривичен суд, кој според објавените разговори бил во постојана комуникација со сопственикот на дискотеката и го информирал за плановите на Штипската централа на УЈП. Јавноста беше запознаена дека се водеше предистражна постапка за лица кои што беа вработени во управата за јавни приходи, а поврзани со на некој начин со Кочанскиот предмет. Овој предмет не може да се спои со сегашниот Кочански предмет, затоа што овде не е поврзаноста на штетната последица, односно смрт. Ова се кривични дела за злоупотреба, давање и примање подкуп, што нема врска со овој кривичен правно настан. Апсењата на инспектори на управата за јавни приходи од Штип и Струмица доаѓа по неполни 24 часа од почетокот на судењето за Кочанската трагедија. Во својот воведен говор, обвинителството најголем простор обезбеди за сопственикот на дискотеката Јованов, за кој се вели дека негов единствен интерес бил профитот. Токму тој се наоѓа во центарот на денешната полициска акција за апсење на инспекторите на УЈП кои земале подкупи подароци од Јованов. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Актуелниот генерален секретар на антикорупцијската комисија Адем Чучулј добил највисока оценка од 96,5 бода по интервјуата со кандидатите за нов председател на комисијата. Зад него по број на бодови се поранешниот ревизор Бранко Смилевски и професорот по правни науки Кимо Чавдар. Утре се очекува на комисијата за избори и именувања да биде избран конечниот кандидат за прв човек на антикорупцијска. Актуелниот генерален секретар на антикорупцијска Адем Чучулј, поранешниот ревизор Бранко Смилевски и деканот Кимо Чавдар се трите имиња кои би требало да влезат во потесниот круг за избор на наследник на Татјана Димитровска. Сите дојде до неофицијалните средни оценки кои ги добија 10-мината кандидати за нов председател на антикорупцијска. Највисока оценка, 96,5, доби генсекот Чучулј, а потоа следуваат Бранко Смилевски и Кимо Чавдар. Најниски оценки добија правникот Владимир Наумовски и адвокатката Тодоровска. 10-мината кандидати за председател на антикорупцијска минатите 2 дена беа на интервјуа во собранието пред представниците на комисијата за селекција. 30 минути се представуваа и одговараа на прашања на претениците и правните експерти. Денеска во собранието, зад затворени врати се вршеше нивно оценување, а утре се очекува на комисијата за избори и именувања да биде избран и конечниот кандидат за прв човек на Државната комисија за спречување на корупција. Антикорупцијска добива нов председател откако Татјана Димитровска си поднесе оставка откако стана обвинета во случајот Адитив. Обвинета е за оддавање службена тајна и компјутерски фалсификат. Според обвинението, таа на лице обвинето во случајот Адитив му пренесувала информации од предмет кој за него се водел во антикорупцијска. Дополнително, одговара и за фалсификување на сертификат за државна тајна, бидејќи во незино име друг го полагал електронскиот испит. Даниел Василев, Сител телевизија. Дали ранг листата со најмногу освоени поени ќе биде пресудна за тоа кој ќе ја предводи антикорупцијската комисија? Како да се врати кредибилитетот на ТКСК? Во вестите во 21. Реформите во правосудството добиваат нов моментум по локалните избори. Законот за судски совет наскоро патува во Брисел, а интензивно се работи на кривичниот законник. Во меѓувреме премиерот повтори дека не гледа причина да се зголеми буџетот за правосудниот систем, кога тој е повисок од 75% од земјите членки на Европската Унија. Законот за судски совет, кој е дел од сетот реформи во правосудниот систем, поминал на влада. Сега Муртазани има задача да го испрати во Брисел за Европската комисија да напише евентуални забелешки. Кога истиот ќе се врати дома, следува процес на имплементација на забелешките, пред официјално да биде испратен во собрание, за да добие амин од пратениците. Законот ја помина целата владина процедура и на последната седница на владата е донесен законот. Очекуваме во брз период од како ќе биде пратен, да биде доставен до нас заедно со одредени евентуално забелешки кои повторно ќе бидат надоградени законските решенија со истите и веднаш ќе биде испратен во собраниска процедура. Првично овој закон требаше да биде донесен до јуни, но добивме грејс период до јуни 2026 година. Иако се подготвува нов, актуелниот мора да се почитува. Па почитувајќи го актуелниот, денеска собранието распише оглас за нов член на судски совет, бидејќи за кратко истекува мандатот на Селим Адеми. Во моментов сите органи и институции се должни да ги почитуваат важечките закони, без разлика во која фаза на донесување се новите закони кои што се дел од пакетот на реформската агенда, меѓутоа не облигаторно, меѓутоа треба да ги имат во предвид и критериумите, очекувам да ги имат во предвид при изборот и критериумите кои што се содржани во новото законско решение, кои се дел од препораките на оценската мисија. Од правда вела дека работат и на другите закони кои се дел од пакетот реформи во правосудството, меѓу нив и измената на кривичниот законник. Во меѓувреме, премиерот уште еднаш повтори дека не гледа причина да се зголеми буџетот за правосудството, бидејќи Македонија како држава одвојува од буџетот пари за правосудниот систем повеќе од 75% од земјите членки на Европската Унија. Јас мислам дека 0,25% е нешто кое што е прифатливо за судовите и 0,1% за обвинителите или севкупно 0,35% од нашиот бруто домашен производ. Ке повторам, има председатели на судови кои што имаат месечни примања од околу 180.000 денари. Јас како премиер јавно кажувам, мојата плата со стажот во годините кои што го имам од претходно е 155.000 денари.
Значи, отприлика 2.500 евра. Еве, не мора да е многу подоле, барем иста нека биде на председателот на суд. Дополни дека нема да се мешаат во плановите за вработување и напредување, но како влада се одговорни за трошење на секој денар народни пари. Габриела Лескова, Сител телевизија. Премиерот не гледа потреба од нов коалиционен партнер во владата, по уценувачките услови од Зиедин Села со кои би се приклучил кон мнозинството. Министерските и директорските места ослободени по локалните избори ќе се пополнат следната недела. Според информациите на Сител, последните што доаѓаат од Вреди се дека одлучиле Беким Сали да биде само вице-премиер, а Мухамед Хоџа министер за животна средина. Арбен Фетај пак би ја напуштил позицијата вице-премиер за добро владење и би го заменил Орхан Муртезани во ресорот европски прашања, но при реконструкција на владата. Следната недела ќе бидат познати имињата на новиот вице-премиер како и министерот за животна средина по заменувањето на Изет Меджити, потврди премиерот. Ова ќе бидат кадровски решенија само за празните места. Апсолутно ќе ги поднесеме. Не, на почетокот на следна недела ќе ги поднесеме имињата. После за другите, како ќе заврши кандидатурата? Потоа имаме план на активности што планираме да ги правиме и внатре-партиски и потоа со институциите, така што еве да се додиме чекор по чекор. Фотелјата на Беким Сале за вице-премиерската позиција веќе договорена, тврдат од Вреди. Иако не сакаат да откриваат имиња, велат во завршна фаза се разговорите и за позицијата во животна средина. Уште немаме конечен расход од тоа, се знае дека само прв заменик премиер ќе биде Беким Сали, но како ќе го изведеме тоа, уште сме во преговори, во последната фаза од овие преговори, набрзо ќе бидете запознаени. Само за празните позиции ќе има имиња, инаку и премиерот најави дека реконструкција ќе има во првото тримесечие од наредната година. Неофицијално, според информации на Сител од коалицијата Вреди, министерската позиција во животна средина ќе ја пополни поранешниот владен портпарол Мухамед Хоџа, а со реконструкцијата на владата, според истите извори, Арбен Фетај од вице-премиер за добро владење ќе премине во Министерството за евроинтеграции. И покрај условувањата и барањата кои ги испорача Зиедин Села за евентуално влегување во влада и зголемување на парламентарното мнозинство, премиерот Мицкоски не гледа потреба од нов коалиционен партнер, ниту пак ја разбира тезата за блокада на реформски закони со Бадентерово мнозинство. Па мислам дека како влада имаме историски високо мнозинство во парламентот, двотретинско, и во овој момент нема такво размислување. Погрешна е таа теза. Ако се тие реформски закони, тогаш јас не гледам причина зошто пратениците во парламентот не би поддржале реформски закони. Навистина не ја гледам причината зошто, ако е нешто реформско и добро, нели сите сме за Европа. Тогаш треба сите да поддржиме реформски закон кој што го поддржала Европската комисија. Доколку владиното мнозинство носи закони кои што се антиевропски, антиреформски, етноцентрични, тогаш би ја прифатил таа теза во ред, затоа е алатката Бадентер. Наспротни Мицкоски, албанскиот владин партнер пак не гледа проблем за нови партнери во влада. Велат течат разговори, но детали не споделуваат. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Време е за тема на денот со адвокатот Тони Менкиновски. Добро вечер. Добро вечер и ве благодарам што ме поканивте во вашата емисија и имам таа можност да зборувам пред македонската јавност за одредени теми кои сметам дека ги интересираат. Така, во различна функција ќе се јавите во овие теми, во една ете како кандидат за судија, во друга како адвокат, застапник на македонците од Бугарија, но да почнеме поред дека сте еден од 11 кандидати кои го помина филтерот на Уставниот суд и правосудните авторитети, нели, за кандидат за македонски судија во Судот за човекови права во Страсбур. Што беше клучно за да бидете кандидат? Како ги оценувате колегите? Прво, денеска е денот на филозофијата, значи прогласено од ЮНЕСКО, а ние македонците имаме со што да се пофалиме, поготово со Климент, Наум, значи и Кирил, Методи, како филозофи кои направиле на нишка на европеизација со таа така наречена вишеградска група, дале голем печат во тој дел.
и сметам дека на сите оние што се филозофи, што се занимаваат со филозофија, значи со љубов кон мудроста, сакам да им го честитам овој ден како нивни ден. Зошто се пријавив како кандидат? Искрено да ви кажам, се пријавив како кога го прашале некој македонец зошто е бугарин, србин и зошто не е бугарин, србин, значи, или грк, зашто е македонец, се пријавив за Инает, искрено да ви кажам, бидејќи ваш колега ми се јави за минатиот конкурс и ми каже дека видите во тек еден конкурс, вика, за судија во Страсбург и таму веќе све се знае и се знаат дури кандидатите и се е определено и мене не ми се веруваше искрено за тој конкурс, зборувам за минатиот конкурс. И јас во еден ден ги собрав документите и се пријавив и она што вашиот колега го кажа, не сакам да го именувам, испадна точно. Значи, и на комисијата, кога имав интервју на претходната комисија, им кажав, јас во 2013 година го имам паднато конкурсот за комитет за превенција од тортура, бидејќи го местевте, значи, и правевте негативна селекција, и овај конкурс кој вие сега го имате, ќе се обидам да го паднам ако направите негативна селекција, не ако не ме изберат мене, туку ако изберат повторно некои подобни и комфортни личности кои треба да ги збринат во судот во Страсбург и ние како македонци да не добиеме никаков инпут. И бидна тоа, мислам тоа може да ви го потврдат и бившите членови на комисијата. Она што навистина за првиот дел од комисијата, значи за првата комисија која владата укина, беше навистина алармантно, нема побарано уверение дека вие не сте под истрага и дека вие не сте осудувани. Тоа е страшна работа. Замислете, некој од тие тројца да беше под истрага, а ние да го пуштевме и да го избереа во судот во Страсбург, да го збриневме. Значи, сметам дека првиот, иако слушам дека од Совет на Европа некој од тука сака да го прогласи тој конкурс како нелегитимен, сметам дека владата многу правилно направи што, бидејќи истите тие документи ги бара, значи, Совет на Европа. Во понатамошните постапки. Во втората постапка. Да спомнам дел, следната од 11 кандидати се бираат тројца, така? Да. Кои по сослушување од комисијата се препраќаат до експертскиот панел на Советот на Европа, оттаму до комисијата за избор на суди при парламентарното собрание на Советот на Европа, кој гласа за нашиот судија на јануарската сесија во 2026. Изгледа комплицирана процедурата, се обидов да упростам во неколку следни инстанции. Од што зависи крајниот избор? Крајниот избор зависи од собранието, значи, и прво од компетентноста, сепак таму се седнати 46 еминентни правници од 46 држави, претходно беа 47, нели беше и Русија членка излезе. И сепак не може секој да влезе. Ние имавме години наназад, што морам да го кажам, и македонската јавност многу добро го знае, значи негативна селекција, испраќавме некои кадри од дека кои ниту го знаеа, ниту го познаваа јазикот таму. Замислите, ние во судот во Страсбург сме немале некој да е до сега председател на некоја секција, освен еден кој морам да истакнам, кој во случајот на Радко имаше издвоено мислење, значи тоа е судиката Мирјана, мислам, Трајковска, и навистина мене ми е чест, бидејќи јас имам доста колеги кои работат во институциите од на Совет на Европа и други меѓународни институции, како истакнат правник кој има дадено придонес, значи, во работата на тој суд. Значи, вие имате влијание во креирањето на политиката на одредени држави во примената на Европската конвенција за човекови права. Мощна важна функција. И повторно морам да го кажам, се извинувам. Значи, морам да кажам дека мене лично ме импресионира незиното издвоено мислење во случајот Радко, каде што кажа дека Радко е фашистичка организација, а дека ние, македонците, сите ние сме антифашисти. Спомнавте политика, членовите на парламентарното собрание гласаат за кандидатите со тајно гласање. Сега, дали е тоа моментот на политички договор во една гломазна институција, како што е Советот на Европа? Видете, таму јас сум уверен, доколку јас бидам еден од тројцата кандидати, дека веќе се лобира,
значи да не бидам еден од избраните, и тоа од оние, како вели Крсте Петков, Мисирков, ослободувајќи ги соседниве наши држави како држаици со големи империалистички цели. Морам да кажам дека јас имам препорака, значи 3 битни препораки, значи нема да ги именувам, но ги кажам дека имам препорака од еврокомесар, значи човек кој бил 2 пати еврокомесар, значи имам препорака од луѓе кои биле во телата на Обединетите нации за човекови права, и исто така дека имам лично јас, значи не го користам ова како промоција, но сакам да кажам колку ќе му биде тешко на сите оние кои не сакаат да бидам јас дел од тој суд во делот на одлучувањето и на лобирањето. Впрочем, со ваков тип на лобирање јас сум се сретнал во текот на животот, застапувајќи ги македонците пред многу институции, и мислам дека добро е, бидејќи ќе се разобличат пред целата демократска јавност. Нели има една поговорка, вели, ако разобличиш паметен човек, имаш пријател цел живот. Ама ако разобличиш некој будала, непријател цел живот. Токму ова ваша активност не е тајна, барем според избори од Советот на Европа, дека таа ваша кандидатура заради вашата активност предизвика интерес, позитивни коментари, заради долгогодишно искуство во областа на меѓународното и уставното право, како и поради активната улога во одбрана на човековите права и слободи, сега како адвокат на македонците од Бугарија, кој што ја доби Софија во неколку судски одлуки, дали сметате дека тоа ќе биде предност или мана? Апсолутно да е предност. Јас имам препорака од Красимир Кънев, значи, кој бара јас да бидам судија во Европскиот суд за човекови права. Красимир Кънев е председател на Бугарскиот Хелсиншки комитет. Тоа е предност... Но не гласа Кънев, гласа апсолутно. бугарските пратерици во Советот на Европа. Неколку, значи, сакам да ви кажам дека тоа е предност. Значи, јас сум се потрудил во мојата кариера да ја демократизирам и Бугарија и Грција низ начинот на кој сум ги доставил тие пресуди во Европскиот суд за човекови права. Да направам подобри држави од Бугарија и од Грција со тоа што човековите права, значи, ќе ги подобрат во конкретни случаи. Јас не сум сторил ништо лошо и немам намера. Против државите. Против државите. Сега, интересно е што во моментов во Советот на Европа па и Европскиот суд за човекови права ја одбележува годиштината, нели? 75 години од Европската конвенција за човекови права, подпишана во Рим 1950 година. Токму во Бугарија се кршат тие права. Докаде е спроведувањето на пресудите? Апсолутно. Значи, јас многу слушам заблуди кои се шират дека тие се заблуди ние ги имаме дефинирано како врховистичко-болшевистички заблуди кои се против македонските интереси. Именно докаде се овдека излезе една невистина, една лага дека дури Франција, Романија, Унгарија, значи, не спроведуваат пресуди од Европскиот суд за човекови права. Не е точно тоа. Тоа апсолутно не е точно. Нема 40 пресуди како што се тврдеше. Тоа е една огромна лага. Значи, Советот на министри дори има формирано посебно тело кое се грижи за пресудите. И тоа се неколку чекори, и би сакал да ги објаснам да го ми дозволите. Првиот чекор е конкретно имплементирање. Бугарија конкретно ги имплементира сите пресуди, ја плати репарацијата и призна дека ги повредила основните човекови права на здружување на македонците. Значи, вториот чекор е што Бугарија дава извештаи секоја година, секои 6 месеци, докаде е со генералното имплементирање. Бидејќи, ако еден конкретен предмет го имате, значи вие треба да го смените системот и да го прилагодите кон Европската конвенција за човекови права. Не за џабе во 2008 година Венецијанската комисија во својот извештај носи, значи, заклучок дека Бугарија е таа која треба да го смени уставот. Значи, Томас Хамамберг тоа го прави од 2012 година во неговиот. Томас Хамамберг е комесарот за човекови права на Совет на Европа. 2025 сме. И
И само да се доискажам, и исто Дуња Мијатовиќ. Да, точно 2025-та, значи и она што е најважниот момент, нели престана мониторингот врз државата. И овдека беше протолкувано од некои врховистичко болшевистички струи дека готово Бугарија се спаси и готово пресудите дека никогаш нема да се примена. Не напротив, значи Советот на Европа има други механизми кои, значи со текот на времето, а тоа мислам дека ќе биде за многу брзо време, значи ќе почнат да профункционираат исклучување на Бугарија од Останувате на тој став дека може да апсолутно. Во врска со Франција лагата, значи беше кажано дека Франција има 40 пресуди кои не ги извршува. Не е точно, тоа се пресуди во затворскиот систем и се 23 месечини. Вкупно пресуди кои не се извршени на нивото на Совет на Европа се 100 не извршени. Значи терминологијата не извршени е неточна. Се 121. Значи и тие се извршени во конкретните случаи, во индивидуалните права и се следи мониторингот на државите во делот на промена на нивните законодавства. Франција, на пример, треба да смени нивниот затворски систем. Во Франција е многу тешко да влезете во затвор. на Бугарија во моменти кога си ги пере рацете од промена на преговарачката рамка упатувајќи на нас во Брисел, нели? Тоа е проблем на Македонија со Брисел. Македонската влада бара гаранции за предвидливост на преговарачкиот процес и спроведување на пресудите од страна на Софија, како и македонски член во Комитетот за малцинствата, нели во Софија. Дали имате информации дека таму има добра волја за соработка, како што вели договорот за соработка, дека треба да не поддржуваат на тој евроинтегративен пат, или заврши мониторинг, дали ќе исклучат од Советот на Европа или не, останува прашање и тука е статус кво. Сметам дека се прават многу големи замени на тези и се прави голема заблуда пред македонската јавност. Многу експерти мешаат замена на теза меѓународна политика и меѓународно право. Меѓународното право мора да се изврши. Значи, зборуваме. Кај нас, сите кога сакаат да направат некои дедукции, индукции, зборуваат за она што и се случи на бивша Југославија, Советот на безбедност, Обединети нации. Овдека зборуваме за сосема нешто друго. Значи, Бугарија во моментов е во многу очајна позиција во делот на македонското прашање и сметам, поготово бидејќи Европска унија, сметам дека на брза лента, не сметам, ова го зборувам од сознанија кои ги имам од мои колеги со кои заедно сум студирал, сум учел, сум се дружел по Европа, значи од мои колеги дека кои се во релевантни институции и мои контакти, правото на вето во делот на проширањето брзо ќе биде заменето и Македонија не е ни ништо чудно до година да биде дел од Европска унија. Значи, она што се случува сега моментално, значи, не треба да не обесхрабрува. Но тоа е една од опциите да се нема право на вето кај новите членки, за да се скрши отпорот каде и Унгарија и останатите земји во врска со брзата лента на Украина и Молдавија. Дали е тоа да се нема право на вето кај новите членки во извесен период, дали е тоа решението или да се смени концептот на Европската унија со гласање, зашто е потребна едногласност. Да, апсолутно едногласно. Во другиот случај нема потреба од менување на основачките акти на Европската унија, ниту пак договорот на ЕУ. Видите, мислам дека Европа ќе се менува многу од правен аспект многу брзо, значи многу брзо и на сите три полиња ќе се менува, значи бидејќи имаат генерално големи проблеми натре во унијата. Но она што е добро за нас, ние како македонци ќе влеземе во таа Европска унија. Сега не би сакал да ги разглобам, немаме ни доволно време сите точки, но она што можам да кажам како порака до македонските гледачи е дека ние ќе победиме. Значи македонците ќе победат. Така да сите оние дефетисти кои сметаат дека ќе изгубиме, грешат. Ќе победиме и никогаш нема да се предадеме. Значи во било кој однос. И пред Европскиот суд, бидејќи Совет на Европа е една организација, и пред Европската унија. За нас дуваат позитивни ветришта, но треба трпение. Сепак и треба да изградиме институции. Значи треба и да влеземе во таа Европска унија, значи треба да создадеме институции.
добра дипломатија, значи тоа е многу битно, добро правосудство. Ние треба да ги изградиме и не треба да очекуваме од други да ни ги изградат. Добро, останува во јануарската сесија следната година дали ќе биде Тони Менкиновски адвокатот или Тони Менкиновски македонскиот судија во Европскиот суд за човекови права гостин во тема на денот во Дневникот на Сител. Да сме здрави и живи, што и да биде, пак ќе речем, ние македонците и ќе победиме и никогаш нема да се предадеме. Благодарам за учеството. Анонимни телефонски линии преку МВР за пријавување корупција и девијантно однесување во здравството најави премиерот Мицкоски по индициите за корумпирани здравствени работници. Наместо електронски уред, дел од студентите избираат кеш пари за ваучерите од владата и постдипломци аплицирале и добиле ваучери иако не им следуваат. Анонимни телефонски линии преку МВР за пријавување корупција и девијантно однесување во здравството најави премиерот Мицкоски. Анонимни телефонски линии за пријавување мито и останати девијантни појави во здравството најави премиерот Христијан Мицкоски. Ова следи по информациите кои стигнувале до владата, дека одредени здравствени работници повеќе ги интересирале парите, отколку здравјето на пациентите. Луѓе алармираат, даваат одредени индиции за одредени појави кои што не се добри кај одредени лица, но никако да дојдеме до реализација и до доказ. Тоа е она кое што за мене представува како прв човек на владата озбилен предизвик. И убеден сум дека во периодот кој што следи ќе дојдеме и до такви озбилни докази за тие индиции кои што луѓето ги кажуваат. Линиите ќе ги координира Министерството за внатрешни работи. По завршување на подготовките ќе ги објават и броевите и како ќе функционираат. Дискрецијата ќе биде гарантирана, рече премиерот, и ги повика граѓаните да се охрабрат и да пријавуваат корупција, не само за лекарите, туку и за сите фирми кои работат во здравството. Секој оној кој што пријавил, успешно се завршила таа акција. Почнувајќи од оној врховен судија, па завршувајќи со овој последниот случај со директорот во платежната агенција. Затоа ги повикувам граѓаните да се охрабрат и да го кажат тоа. Затоа што имаме огромен број на луѓе кои што честно си ја вршат работата, помагаат и капа доле, но имаме малкумина, неколкумина кои што за жал го контаминираат се тоа заедно со оние мешетари околу здравството, не во здравството, туку околу здравството, кои што децении го отсицаат здравството. Алатка за пријавување неправилности во здравството на веб страницата промовираше и министерот Азир Алиу веднаш постапувањето на функцијата. Тој обелодени и случај за мито, но не соопшти конкретни детали. Александар Динев, Сител телевизија. Наместо тројца експерти, конзилијарниот тим за одобрување кардиолошки операции ќе брои 5 доктори, најави министерот Алиу. Не тројца, туку 5 стручни доктори ќе бидат во хар тимот што ќе одлучува дали пациенти имаат потреба од кардиохирушки операции или не. Не е дефинирано колку вакви комисии ќе функционираат, но како што вели министерот Азир Алиу, второ мислење ќе има за сите случаи и во државно и во приватно здравство. Доколку кардиолог по направени дијагностички процедури одлучи дека на болниот му треба бајпас, целокупната документација ќе ја разгледува хар тимот, кој може да даде зелено светло за влегување во сала, но и да одлучи дека пациентот ќе продолжи со конзервативен третман. Еден од начините како се работи во светот, а да имаме второ мислење за секој пациент дали треба да се оперира или не треба да се оперира, се креира таков тип на хард тимови. Вчера имав состанок со советодавното тело, анализирана беше идејата, таа идеја веќе и тој стил на креирање на политики и на методологии функционира во светот. Истиот ќе биде имплементиран кај нас. Ќе креираме нов протокол, ќе треба да се креира за да може таа компонента на хард тим да биде дел од протоколот. Воведувањето на второ мислење за секоја кардиохирушка интервенција доаѓа по обелоденувањето на правичниот извештај на интерната комисија, дека кај повеќе од половина од анализираните случаи утврдиле дека неправилно биле третирани и неправилно оперирани. Според здравствените власти, хард тимовите треба да ја сменат оваа пракса, а најавите на Министерството се дека ќе почнат со работа на почетокот на декември.
Една недела ни треба, најверојатно до наредната недела ќе ги знаеме новите протоколи и ќе може од наредниот понеделник, значи за две недели од сега, да функционираат таквите хартимови. Додека почнат хартимовите, интерната комисија ќе продолжи со физичко присуство во здравствени установи каде прават кардиохирушки интервенции и на лице место ќе разгледуваат случај. Во меѓувреме Алиу најави дека во тек били административни процедури за потпишување на договори со тројцата странски доктори, кои ќе бидат вклучени во креирање на финалниот извештај, колку и каде без потреба биле оперирани пациенти. Овие активности во кардиохирушката дејност следуваат по изјавата на доктор Сашко Кедев пред неколку месеци, дека во приватни болници без потреба правеле операции на срце. Сења Димитровска, Сител телевизија. Нов апарат за магнетна резонанца од 1,5 Тесла, 2 лапароскопски столбови инструментариум, односно апаратури за користење на салите за травматологија доби Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. Вкупната вредност на опремата која клиниката доби со помош на владата изнесува 1,5 милион евра. Директорот на клиниката, доктор Настов, најави одвојување на ургентниот центар од амбулантите. Среќен сум што имам прилика да презентирам дел од опремата која што ја добивме со помош на владата. Значи, овде е само мал дел од тоа што е добиено. Главниот акцент е на новиот апарат за магнетна резонанца од 1,5 Тесла. Понатаму може да видите во позадината, значи има и 2 лапароскопски столба, инструментариум, односно апаратура за користење во салите за травматологија во самата клиника. Планот е во соработка со владата да се направи фактички во просториите на болницата, значи нема да бара никакво екстра градба, значи пренамена на одредени простори, да се отвори ургентен центар кој што ќе има комплетно посебен влез и каде што нема да се мешаат ургентните пациенти со оние кои што доаѓаат на редовни контроли и оние што доаѓаат закажани со мој термин. Наместо електронски уред, дел од студентите избираат кеш за ваучерите од владата за секој додипломец во вредност од 15.300 денари. А ваучерите не можат да ги дадат на друго лице, бидејќи се персонализирани. Но затоа уредите дел од нив ги продаваат за пониска цена само да дојдат до кеш пари. Продавам ваучер за електронски уреди во износ од 15.300 денари за лаптоп, таблет, персонален компјутер, кој може да се искористи во поголемите продажни салони. Локација Скопје. Цена 11.000. Лајки ќе ве контактирам. Вакви огласи масовно се шират на социјалните мрежи. Студенти кои добиле ваучер од државата го продаваат за кеш, и тоа за значајно помала сума. Но се отвора дилемата, како ќе го користи ваучерот тој што го купил. Мислам дека и да ги препродаде не би можеле да бидат искористени бидејќи таму се со лични податоци, така што мислам дека се тие обиди јалови, но тоа мене ме загрижува. Злоупотребата и фалсификувањето на ваучерот за набавка на електронски уред подлежи на казна согласно со кривичниот законник. Стои во законот за издавање ваучери. Од друга страна, студенти запишани на мастер студии се пријавили и добиле ваучер, иако не им следува. На постдипломците вчера им бил пратен мејл дека не можат да го искористат затоа што не ги исполнуваат условите. Законот вели дека право на ваучери имаат студентите на додипломски студии, на интегрирани студии до 29 години. Тоа е законот и според законот така и ќе си добијат студентите ваучери. Од опозицијата пристигна критика. Се случи дебакал на една неспособна власт, која не знае да организира ниту наједноставна мерка. Ваучери за електронски уреди за студентите од првиот циклус на студии. Прашање е дали се направени намерни злоупотреби. Власта создаде ситуација во која за младите е непознато што ќе се случи со студентите кои веќе земале уред со одобрениот ваучер. Никој не виде бенефит од оваа власт. Не може младите во Македонија да бидат колатерална штета на неспособноста на ДПМН, велат од СДСМ. Заклучно со вчера, 27.000 студенти ги подигнале ваучерите. За оваа намена, владата одвои на 13 милиони евра од буџетот. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во продолжение вестите од светот. Американска воена